Johnson Controls ја отвори новата фабрика во Штипската индустријска зона. Инвестирани се 20 милиони евра, а ќе работат 1400 лица. За една година гравот поскап за цели 30%. Беше 100 динара, сега е 140 динара. Виниченец половина година уценовал Беровчанец. За да го остави намира, му барал 2000 евра. Во Штип синоќа двајца тешко тепани, во Кочани еден тешко повреден. Лопотарците и бамбурците и оваа година ги бркаа лошите духови во Ратево. Традицијата е многу одамна. Johnson Controls ја отвори новата фабрика во Штипската индустријска зона. Станува збор за инвестиција од 20 милиони евра за изградба и опремување на комплетно нова фабрика во која ќе се произведуваат навлаки за автомобили. Последниот напредок е светскиот бренд Recaro, кој сега е дел од Johnson Controls, а всушност спаѓа во специјалната група на седишта кои се употребуваат исклучиво во спортскиот автомобилизам. За 4 години американската компанија отвори 2 фабрики во Македонија, една во Скопје и втората во Штип. Влезот на странски капитал, без оглед на регионалната поставеност, директно влијае врз подобрување на економската состојба во Македонија. Секако лоцирањето на оваа компанија во Штипскиот регион, преку отварање на можноста за нови работни места, најдиректно ќе придонесе да се подобри животниот стандард на локалното население, и тоа не само на граѓаните на Штип, туку и за граѓаните од околните градови како Кочани, Проби, Штип, Свети Николе и Виница. Освен подобрување на економијата и намалување на невработеноста, странските компании значат и нови повисоки стандарди за работна организација. Johnson Controls внесе многу свежина во стопанскиот живот во Штип и околината. Почетокот на работата на фабриката внесе нова конкуренција во дејноста. Се покажа еден нов начин и организација на работа. Се споведува високи стандарди за заштита и мотивација на работените. Едноставно, еден нов ветер во стопанството кој делува позитивно од секој аспект. Фабриката на Johnson Controls во Штип е една од најголемите инвестиции на Америка во Македонија. I'm really delighted to see this finished product. Навистина сум среќен што го гледам овој завршен проект. Ова овде е добар пример за силната економска соработка помеѓу САД и Република Македонија. It is one of the largest US investments here in this country. Инаку фабриката е изградена на површина од 4,9 хектари со 12.600 метри квадратни корисна површина. Johnson Controls е светски гигант за производство на опрема за автомобили, присутна е во 150 држави и има вкупно 154.000 вработени. За само една година гравот е поскап за цели 30%. Разликата во цена дојде во неколку наврати за пред нова година тој да се продава од 150 до 160 денари за килограм. Поскап е. Лани поевтин беше, а сега е поскап едно... Колко едно 10 динара? И повеќе. Беше 100 динара, сега е 140 динара. Толку е качен. Разликата од 20 до 30 денари по килограм е голема, па прашањето е зошто нашиот најголем специјалитет поскапе. Што го насадеш и суши се. Су, не може да се роди. Ние го садеме на чиничка или моморуска што викат. И кој суше навадиш го носи по паре го жешко е и не се раѓа. Не се раѓа више. Просечно секое семејство во источниот регион гравчето го има еднаш неделно, па по високата цена не може да помине незабележено. Во петок. Секој петок. 2 пати. Понеделник и петок. Во источниот регион годишно се трошат околу 500 тони грав, но се произведуваат третина помалку од потребното. Таа третина стигнува или од другите региони во државата или од увоз. Но гравот годинава е поскап секаде во регионот. Во Србија тој се продава помеѓу 3 и 5. Во Бугарија, така наречениот смилански грав, достигна цена од 5 евра, а во Грција 3 евра за килограм. Овие цени гравот нема да го поместат од нашите трпези, но зрна во водата ќе има се помалку, а пушено од време на време.
Од март годинава минималната плата ќе изнесува 10.090 динари, најави премиерот Груевски. За 10 дена ќе биде подготвено ново законско решение со кое ќе се одреди најниската плата во земјава за одредени сектори каде што има ниски примања. Оваа промена ќе се извршува со 3-годишна динамика. Според премиерот, од оваа измена директен бенефит ќе имаат 65.000 работници во Македонија, односно околу 19.000 во источниот регион. Оваа година уште 500 доктори ќе стекнуваат нови знаења во странство. Од 2015 година бројката на лекари кои ќе се дообучуваат надвор од земјата ќе биде зголемена. По враќање од обука, лекарите имаат 10% поголема плата, а додека се на обука ја примаат редовната плата. Двајца 15 годишни штипјани од синоќа се во болница. Нив околу 20 часот бездушно ги тепале 5 роми. Меѓу нив двајца се на 20, а едниот и на постара возраст. Инцидентот се случил во флиперница во центарот на Штип, каде тинеџерите се забавувале. Според нивно кажување, 5 теми на насилници агресија покажале уште при влегувањето и тепачката непредизвикани ја започнале речиси веднаш. Освен со голи раце, веројатно децата се тепани и со цврсти предмети, па самите никако не можеле да се одбранат. Во лоша состојба тие се пренесени во Штипската болница, каде повредите не им го загрозуваат животот, но имаат телесни и психички трауми. Полицијата интервенирало брзо и со помош на сигурносните камери двајца од напаѓачите веќе се идентификувани. На богојавление синоќа лошо поминал и кочанчанецот Јордан М на возраст од 51 година. Возејќи се на мотор кон дома брзал да пречека гости на неговиот именден. Удрил со предното тркало во уличната ивица и завршил на земја. Скршил 3 ребра, а има и нагнечување на градниот кош. Итно бил пренесен во Кочанската, оттаму во Штипската, но поради опасноста по животот завршил во државната болница во Скопје. Денес, во што мисли народот? Кои се реформите во пензиското и колку ќе им се најдат на идните пензионери? Гостин Љубе Здравков, раководител во Фондот за пензиско. Не пропуштајте, а што мисли народот? Веднаш по првите вести на ТВ Стар. Ратевските бамбурци и годинава ги избркаа лошите духови од Малешевијата. Локалниот обичај во селото посветен на соборот на Свети Јован Крстител, кој со векови живее во Ратево и оваа година ја испиша новата традиција, возобновена како карневал, па со помош на танцот на најстрашните маски бамбурците, нивните големи звонци и црнењето на лицата за здравје, се продолжи традицијата. Да ги тераме лошите духови. Маските ги сека година ги подновуваме. Традицијата е многу одамна. На Ратевскиот карневал годинава продефилираа 500 маски од многу краеви на Македонија, Србија и Бугарија. Тие во раните утрински часови излегуваат по сокаците, ги гонат девојчињата и на крајот на сред село сите доаѓаат заедно и го играат малешевското ратевско оро. Општина Берово успеа локалниот обичај под маски да го модифицира и развие во Малешевски карневал, кој се запиша во календарот на карневали во Македонија и да го спакува како туристичка понуда од Малешевијата. Таквите настани кои негуваат и обележуваат традицијата на нашиот македонски народ, на Малешевецот, е задоволство да се поддржува. За гостите, ратевци подготвуваат богата трпеза. Имаме клиса, графче имаме бобче со сланина и салати тие работи. Најстрашните маски бамбурците се традиција која освен во Ратево и одредени места во Шпанија се почитува и во соседна Бугарија. Колиме кози и јарци и ги правиме маските шиејќи ги нивните кожи. Една маска тежи околу 50 килограми. За најдобрите маски организаторите подготвија награди во износ од 100.000 денари, специјални награди на овогодинешните ратевски бамбурци вредни по 30.000 денари добија гостите од Лесковаc, Србија и Симитли, соседна Бугарија. Близу 1100 македонски државјани вчера од Бугарија се вратија во Македонија преку граничниот премин Делчево. Главно станува збор за зимувалци кои изминатиот викенд и седмица биле во бугарските зимски центри. Вкупно, преку трите гранични премини од Бугарија во Македонија влегле 4800 граѓани. 5.000 динари и пакет хигиенски производи доби првото новороденче во Виница од локалната самоуправа.
Првото виничко бебе е Амза Таиров, внук на познатиот винички свирач Таиров и прва рожба во семејството. За околу 20.000 ученици од источниот регион денес почнува второто полугодие. Стартот на наставата е особено значаен за околу 3.000 матуранти кои во среда и петок ќе треба да полагаат екстерни тестови. 13 здруженија од Македонија, меѓу кои македонски егеи од Штип, се обединија во обид да ги одбранат и остварат правата на егејците. Што повеќе се обединиме, толку подобро за нашето македонско постоење. Сакам тоа да приемам, да се сите здруженија што ќе се обединиме, силно ќе дајме апел до грчката влада дека не може Грција да не третира како втора класа или како нација да не постоиме. Во иднина со нивна помош, со помош на сите здруженија, на сите институции, како на што ги правиме посетите по сите градови, кај градоначалниците, потоа во владините институции, мислам дека нашите права ќе бидат остварени што. Во меѓувреме, егејскиот фолклор ќе го представат на концерт во Скопје, а првата покана ја доби штипскиот градоначалник. Значи тоа ќе биде еден фестивал на песни ора од егеот, од егејска Македонија, кои се нашите најубави изворни македонски песни, кои се најбогати, кои се емотивни, и со задоволство ја припатив поканата да бидам присутен на тој фестивал, затоа што потсетувањето на обичаите од егејска Македонија, на нашите песни од егејска Македонија, значи дека живееме со егејска Македонија и со луѓето кои потекнуваат од таму. Општина Штип започна со фасадирање на една од најстарите згради во градот. Истата е изградена во 1951 година и од тогаш до сега воопшто не е реновирана. Фасадата ќе биде бела и со бордо, во комбинација со бордо. Фасадата ја финансира градоначалникот на општина Штип и локалната самоуправа, а колку ќе чини точно не знаеме, бидејќи сега започнавме со активности, ќе видиме. Јас сум благодарен и преблагодарен. Консултација има сега со станарите. Секој сака да е новко, да е убаво. Никој не сака крпено. Многу ни е мило, исто како да е нова зграда, у нова ќе седен. Од денес општина Кочани започна со доставувањето на решенијата за данок на имот за 2014 година. Решенијата ќе им бидат доставени на 210 правни субјекти со вкупна вредност од околу 2,7 милиони динари и на 10.559 физички лица, кои на општината треба да ја инкасираат околу 9,6 милиони динари. Изготвен првиот предлог проект за новиот изглед на трговскиот центар во Штип, чија реконструкција треба да почне наскоро. Според оваа идеја, трговскиот треба да добие сосема нов изглед како резултат на стаклото со кое ќе биде обложена целата зграда. Инаку се уште не е утврдена конечната вредност за реконструкцијата, но се претпоставува дека таа собствениците ќе ги чини околу 1 милион евра. Управата за водење на матични книги подрачно оделение Штип известува дека согласно определбата на владата на Република Македонија за отвореноста на работењето на институциите и нивната достапност до граѓаните, организира отворени денови на Управата за водење на матични книги и подрачни оделенија во нејзин состав. Во Штип тие ќе се одржат на 24 јануари, петок, од 10 до 15 часот во просториите на Управата. За 24 часа кратците извршиле 2 тешки кражби на подрачјето на СВР Штип. Во првиот случај, кочанчанец со иницијали КА украл автомобил Рено 18 од жител на улица Балканска во Штип и заедно со двајца пријатели побегнале во непознат правец. Крај на нивното патување ставила велишката полиција, која при рутинска контрола ги фатила и им го одзела возилото. Втората кражба се случила на улицата Сутјеска во Штип. Таму во куќа кратците насилно влегле и по комплетно преварување на сите простории излегле со златен накид, чија вредност полицијата дополнително ќе ја утврди. 50 годишен виничанец со иницијали ЈА половина година уценувал жител на Берово. За да го остави на мира, од него барал 2000 евра. Повод за уцените бил наводно компрометирачки материјал кој виничанецот го поседувал, а чие објавување беровчанецот можело да го чини образ, но и да биде повод за други посериозни проблеми за него и неговото семејство. Уцените почнале во јуни минатата година. Од тогаш до сега ЈА на беровчанецот му се јавувал по неколку пати и му пишувал СМС, во кој барал пари. Откако не ги добил, тој заканите за обелоденување на компрометирачкиот материјал ги заменил со закани по живот, пошто случајот е пријавен во полиција. Од денес ЈА е со кривична пријава и ќе одговара за изнуда. 50 годишен виничанец со иницијали ЈА половина година уценувал жител на Берово. За да го остави на мира, од него барал 2000 евра. Повод за уцените бил наводно компрометирачки материјал кој виничанецот го поседувал, а чие објавување беровчанецот можело да го чини образ, но и да биде повод за други посериозни проблеми за него и неговото семејство. Уцените почнале во јуни минатата година. Од тогаш до сега ЈА на беровчанецот му се јавувал по неколку пати и му пишувал СМС, во кој барал пари. Откако не ги добил, тој заканите за обелоденување на компрометирачкиот материјал ги заменил со закани по живот, пошто случајот е пријавен во полиција.
Освен за ЈА, Беровската полиција му поднесе кривична пријава и на 24 годишниот ДЈ од Смојмирово, кој ќе одговара за неовластено користење на интернет. Тој на диво се приклучил на интернет, со што го намалил сигналот на друг корисник. Скапи цени се спрема народу, пензионерите скапи се. А спрема што не работи, то ще поскапи се. Не ми се довоќа невработена са кај младите. Само внимание повеќе за вработување на младите. Кој би имало би било се уред. За да не бегат само тоа. Одат настрана, пијанчат се и така и така. Не е тоа едноставно, како ние што бевме. Штипскиот боксерски клуб Пинк Пантер од утре започнува со активните подготовки за сезоната 2014 година. По извршената прозивка, боксерите од овој клуб веќе со полна пареа влегуваат во тренажниот процес со цел качување на формата. Значи почнуваме најпрво со полесните тренизи, така до некаде средината на март е првото коло од екипното првенство. Се надеваме дека до тогаш, значи, имаме програма за постигнување одлична форма на нашите боксери и се надеваме дека на првото коло од екипното првенство ќе имаме можност да го покажеме тоа и да покажеме во кој ниво на квалитет сме како екипа и како тим. Од оваа година во боксерската лига на Македонија учество ќе земат 16 клубови од цела држава, кои ќе се надпреваруваат во 3 возрастни категории. Па вака, значи, ние веќе имаме формирано од претходната сезона, имаме формирано екипата, иако не учествувавме во лигата од 2013 година. Во сениорскиот состав имаме пон состав, значи, на сениори. Тука е начело на екипата Димитар Ташков, значи Тони Тричковски, кој исто така и втор тренер на екипата. Тука е Мухамед Кадриев, Бован Коцев, тука е Дејан Панев, значи и ред други значени имиња веќе докажани и истакнати во боксерската елита. Инаку, покрај подготовките за боксерите надпреварувачи, боксерскиот клуб Пинк Пантер започнува и со тренинзи за рекреативци, но и сите оние кои сакаат да водат здрав спортски живот, а покрај бокс ке можат да вежбаат и фитнес. Штипските спортски клубови кои бараат помош од Советот на Штип за средства за котизација да донесат комплетни извештаи, одлучи денес Комисијата за спорт. На самата комисија беше донесен еден заклучок и јавно сега ќе кажам тоа, еден апел до сите спортски клубови и колективи да достават до оделението за јавни служби, поточно до оделението за спорт, извешти за годишното чинење на котизација за една надпреварувачка сезона, бидејќи имаме клубови кај што тоа го доставуваат на полусезона, се со цел да имаме како оделение за спорт и комисија за спорт една појасна проекција за тоа колку би чинеле годишните котизации за сите клубови на ниво на програмата за спорт. Инаку Комисијата за спорт при Советот на општина Штип прифати неколку извештаи на училиштата, училишните спортови, а беа донесени и одлуки за финансирање на 2 спортски клуба. Шпанскиот уметник Давид Ката ја подигна уметноста на сосема поинакво ниво. Користејќи игла и конец, тој зашива портрети на личности на дланка, нарекувајќи ги своите дела под кожа. Според уметникот, портретите се на лица кои на некој начин го одбележале неговиот живот. Едно уметничко дело, според Ката, е завршено не кога конецот се зашие, туку кога останат трагите откако тој ќе се искине. Болката која е опишана преку оваа уметност символизира спојување и разделување. Свети Григорий, епископ Охридски, ова е назначено во верскиот календар на православните христијани за утрешниот ден, додека верниците од католичката вероисповед го празнуваат Свети Агнеза.